Спорна лиценца на фирма во собственост на Љупчо Пецов Ѓаволот за вршење енергетска дејност и трговија на големо со сурова нафта и нафтени деривати е причина поради која е поднесена кривична пријава против председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Од финансиска полиција, која го води случајот, информира дека првиот човек на регулаторна ја злоупотребил службената положба и постапил спротивно на Законот за енергетика и правилникот за лиценци и со тоа на компанијата Тритерол Петрол и било овозможено да продолжи со работа уште околу 15 месеци по истекот на законските услови, како и да учествува исклучиво договори во постапки за јавни набавки. Пријавениот во својство на председател на регулаторната комисија за енергетика ја злоупотребил својата службена положба и овластување на начин што спротивно на Законот за енергетика и правилникот за лиценци, иако бил должен да започне постапка за одземање на лиценцата за вршење енергетска дејност, трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, односно трговија на големо со евродизел, биодизел, евросупер, екстра лесно масло и течен нафтен газ на правното лице Тритерол Петрол, Доел Скопје, поради неисполнување на законски пропишаните услови донел незаконско решение за прекин на постапката. Наместо лиценцата да биде одземена на 15 јануари 2024 година, таа била одземена дури на 14 април 2025 година. Од регулаторна комисија децидно тврдат дека постапиле согласно Законот за енергетика и правилникот за лиценци. Првиот човек Беслимовски вели дека се запазени сите правни регулативи за време на постапката. Во Законот за енергетика е точно специфицирана постапката како се одзема една лиценца. И тоа е применето, ви кажувам, во истиот период кога се води постапката за одземање на лиценцата на таа компанија што се споменува, се води и за други компании буквално истата постапка. Некои завршија со одземање на лиценца, впрочем и на оваа компанија беше одземање на лиценцата, а некои компании кои што во текот на постапката докажаа дека не ги исполнуваат критериумите за одземање на лиценцата не им беше одземена. Инаку, по 2 години бегство, Пецов е во куќен притвор, откако сам се предаде, но и откако во притвор заврши неговиот адвокат и поранешен правобранител Фехми Стафа за земање подкуп. Пецов и неговото семејство претходно беа осудени во случајот Керозин од пред 10 години, бидејќи нивната фирма Алма Комерц точила помалку нафта отколку предвиденото со тендерот кој оваа фирма го добила.